Вдовицата и ѓаволот. Еднаш одамна живеела една вдовица по име Зелија која имала 13 деца. Биле сиромашни, никој од нив не работел и немале што да јадат, па спиеле цел ден за да не размислуваат за храна. Со болна душа вдовицата ги погледнала своите деца и низ солзи се прашувала: што да правам? Еден ден таа ја облекла својата единствена добра облека и отишла да најде куќа на некој богаташ и да моли за храна. Таа им рекла на децата да не излегуваат надвор, да не ја отвараат вратата и никого да не пуштаат внатре. По патот ја забележал ѓаволот и рекол: Зелија, биди ми жена, ќе те направам убава и богата. Жената се исплашила и почнала да бега. Господи, Господи, извикала таа. Ѓаволот ја бркал, но Зелија се завртила 3 пати, се засилила и трчала уште побрзо. Ѓаволот се насмеал и речи си ја зграпчил жената, но тогаш добил подобра идеја. Отворил долг пат низ шумата, изградил голема куќа, во еден миг се претворил во млад, паметен и богат човек. Не чекал долго да дојде Зелија и викне некој да излезе. Ѓаволот излекол и ја прашал: што викаш, жено? Зелија му кажала се: добар човеку, излегов по светот да барам леб за моите гладни деца. На патот го сретнав ѓаволот и бев многу исплашена. На тоа вдовицата почнала да плаче. Ја видов твојата голема куќа и решив да те замолам за помош. Може ли да влезам? Сега си безбедна, рекол ѓаволот. Ќе те пуштам натре и ќе ти дадам нешто да јадеш и пиеш. Биди жив и здрав. Ти благодарам, добар човеку. Дозволи ми да ти возвратам за твојата добрина. Јас сум добра шивачка. Да ти сошијам кошула? Не сакам кошула. Сакам да бидеш моја. Жената решила да му се одолжи за неговата добрина и затоа легнала со него. Како што се будела, нејзините гладни деца биле во нејзиниот ум. Ѓаволот седел на стол и гледал во жената. Нејзината убавина направила неговата крв да соврие. Таа го молела ѓаволот да ја пушти дома кај нејзините гладни деца, но ѓаволот рекол: остануваш овде, сега си моја. Наеднаш околу куќата се кренале дебели ѕидови за таа да не може да избега. Вдовицата почнала да плаче, а тој почнал да ја гали. Потоа заспал во длабок сон. Жената ја зела храната од масата и истрчала. Напарку, ѓаволот почувствувал дека жената повеќе не била до него. Станал, ја барал во сите соби, а потоа почнал да вика. Зелија, што туку стигнала до дебелите ѕидови и не знаела што да прави. Но ѓаволскиот крик ги срушил и таа почнала да трча уште побрзо. Тогаш ѓаволот го покажал своето вистинско лице и извикал: застани, чекај, не оди. Истрчал по неа, но не можел да ја фати. Но непосредно пред да стигне жената до нејзиниот дом, лутиот ѓавол се претворил во црно врапче. Слетал на нејзината коса и ја проколнал. Да останеш жива, но децата да не те препознаат или разберат. Тој ги кажал тие зборови, а жената станала дрво. Таму таа стоела и горко плачала. Следното утро, кога децата станали, излегле надвор. А што виделе во дворот? Дрво полно со плодови и птица на гранките. Децата ја застрелале птицата, ја испекле и ја изеле. Секој ден јаделе од плодовите на дрвото и никогаш не биле гладни. Кога пораснале, сите отишле да ја бараат својата мајка. Се што можела да направи Зелија било да плаче, додека ги гледа како заминувале.
Децата оделе низ градови и села во потрага по својата мајка, но не ја нашле. На едно место старец раскажувал за жената и ѓаволот, но децата не го разбрале. Тие и денес шетаат по светот барајќи ја својата кутра мајка, пејќи песна за родителите, кои ги жртвуваат своите животи за своите деца.